Еве ги фудбалерите, истрчуваат на теренот, предводени од судиите кои што ќе го судат денешниот меч, тоа се Величков Боби од Велес и неговите помошници Кристијан Џонов и Роберт Црвенов, додека четврти судија на овој надпревар е Никола Иванов, исто така од Велес, делегат на мечот е Јовица Илиевски, додека контролор е Горан Чофидановски и двајцата од Скопје. Еве ги играчите на средината од теренот, како што кажав, значи денешниот меч ќе го суди Величков Боби од Велес, поздравуваат кон присутните и да кажеме дека за тимот на САС од Македонска Каменица ќе настапат Благој Чивонов на голот, потоа Христијан Стојановски, Дарко Дигаловски, Александар Трајчевски, Дејан Марковски, Сашо Дуков, Виктор Марковски, Трајче Ефремов, Никола Божинов, Митар Соколовски, кој што е капитен на овој надпревар за тимот на САСа, и Илија Донов со број 88. Во екипата на Слогот Виница мечот ќе го започнат Ѓорги Јовановски на голот, потоа Богдан Велиновски, Стојче Стојов, Игор Момировски, Бојан Иванов, Благојчо Коцев, Александар Илиев, Антонио Бујчевски, Андреј Коцевски, Иван Митров, кој што е капитен на тимот на Слога, и Даниел Иванов. На клупата за резервни фудбалери за екипата на САСа од Македонска Каменица овој надпревар ќе бидат Мики Ѓоргиевски на голот, потоа Андреј Таковски, Марио Крстов, Даниел Гоцевски, Никола Дзурдзу, Валери Стаменовски и Филип Гоцевски, додека за тимот на Слога од Виница на клупата за резервни фудбалери се Данев Игорчо, потоа Димитров Давид, Мелих Шерифов, Александар Пановски, Бојан Спасевски, Љубомир Ѓоргиев и Венко Гаврилов. Тренер на екипата, односно шеф на стручниот штаб на екипата на САСа е Горан Здравков, додека шеф на стручниот штаб на тимот на САСа од Слога од Винеса, се извинувам, е Крсте Крстев. Започна на преварот, судијата Величков го значи почетокот на мечот, први напаѓаат фудбалерите на САСа, кои што се во зелени дресови. Во одбраната се Марковски, кој што ја загуби топката. Еве сега фудбалерите на Слога ја освојат топката со број 9, тоа е Момировски, до Иванов, ја губа топката. Марковски, Донов, повторно топката до Марковски, ја губи топката Марковски од Игор Момировски, денгажман на Ѓорги Јовановски на средината на теренот, повторно Момировски. Сега Момировски ја губи топката од Митар Соколовски со број 19, тоа е Никола Божинов. Останува топката во Божинов на средината на теренот. Сега Ефремов, повторно до Божинов, дали ќе ја стигне таа топка на десната страна, успева да ја стигне. Да видиме што ќе направи, дали ќе упати центар шут, мал дриблинг. Центар шут, удар со глава, меѓутоа не успеа фудбалерите на САСа да ја впротна таа топка во мрежата. Соколовски повторно топката во посет играчите на САСа. Донов не успеа да ја префрли тежината на десната страна, меѓутоа сега контранапад на фудбалерите на Слога од Виница. Тоа беше Иван Митров, капитенот, кој што ја загуби таа топка. И сега повторно играчите на САСа во посет на топката. И се чини дека тоа е Донов. Стојановски до Дуков. Не успеа во тој дуел со Велиновски, ја загуби топката. Меѓутоа, после неколку додавања и фудбалерите на Слога ја губат таа топка. Стојановски, Марковски, Дигаловски. Сега смирено играат фудбалерите на САСа на својата половина, комбинираат одбрвените фудбалери, додека фудбалерите на Слога Виница воопшто не ги ни напаѓаат. Ќе видиме кој решение ќе го одбере Дигаловски. До Ефремов, Донов, со број 19 тој Божинов. Во длабочина, меѓутоа ја расчистуваат опасност на фудбалерите на Слога. Сега една топка во длабочина, Дигаловски со глава до голманот Благој Чивонов. Повторно вратена топката од Дигаловски. Нов напад организираат фудбалерите на САСа, повторно смирено.
топка во длабочина кон Дуков и фаул. Дуков фаулиран од Бујчевски. Сега Ефремов се гради. Повторно Ефремов ја губи таа топка и сега топката во посет на фудбалерите на Слога од Виница. Во длабочина, меѓутоа Даниел Иванов неуспешен пас. Стојановски. Марковски. Донов. Ефремов. Марковски. Сега ми се чини дека е фаулиран Дејан Марковски таму на десната страна. Остар старт беше тоа, меѓутоа сепак судијата Величков од Велес не досудува жолт картон. Со број 8 тоа беше Стојо Стојче. Повторно нов напад организираат фудбалерите на САС од Македонска Каменица. Дигаловски до Марковски, Марковски до Стојановски. Божинов по Стојановски. Расчистуваат фудбалерите на Слога. Иванов ја губи топката. Стојов повторно ја освојува. Фаул за тимот на Слога од Виница. Ја смируваат играта. Се наоѓаат на четвртата позиција на табелата со 13 бодови. САСа е на 8-то место со 8 освоени бодови, меѓутоа не е голема разликата помеѓу од третото до 10-то место во втората македонска фудбалска лига. Кожов има 17 бодови на третата позиција, Плачковица на 10-та позиција последна со 6 освоени бодови. Стојановски ја враќа топката назад до Марковски. Повторно Стојановски по левата страна кон Митар Соколовски, неуспешен пас. Даниел Иванов, десниот бек. Бојан Иванов со број 10. Игор Момировски шири по левата страна за фудбалерите на Слога. Еден прв посериозен напад за играчите на Слога од Виница. И сега шанса, дали ќе има удар кон голот? Не. Интервенција на голманот Благојче Иванов. Не успеа со број 13 Александар Илиев да ја прими таа топка. Донов. Кон Стојановски. Стојановски враќа повторно назад до Виктор Марковски. Марковски повторно до Донов, повторно Марковски. Сега комбинираат на својата половина фудбалерите на САСа. Христијан Стојановски, левиот бек. Дејан Марковски е тоа со број 8. Стојановски, повторно кон Марковски, меѓутоа фаул во напад. Фаулиран Богдан Велиновски од Дејан Марковски. Изминуваат 7 минути во овој надпревар, се уште без некоја посериозна шанса за гол, 0:0 резултатот. Не им се брза на фудбалерите на Слога. Велиновски, долга топка во половината на САСа, која на крајот завршува во рацете на голманот Благојче Иванов. Иванов до Дигаловски. Дигаловски Ефремов со глава, меѓутоа непрецизно. Стојов фаулиран. Фаулиран Стојов сега. Топката е некаде на 40 на метри од голот на Иванов. Тоа ќе биде, ми се чини, на фрлање кон од Игор Момировски. Меѓутоа само двајца фудбалери. Кон Бујчевски со глава,
Круполетни од Бучевски, меѓутоа Иванов без никакви проблеми прифаќа таа топка. Повторно смирува Благојче Иванов. Марковски успева да изнесе таа топка, меѓутоа греши сега Марковски. Дали тоа ќе биде шанса за слога? И тоа ќе биде слободен удар. Слободен удар за фудбалерите на Слога од Виница. Спорна ситуација беше тоа. Дали фаулиран беше еден од фудбалерите на Слога. Ја загуби таму топката Марковски. Тоа беше фудбалерот со број 13 Александар Илиев. И од ова позиција не можам да кажем, меѓутоа судијата Величков досуди слободен удар за екипата на Слога од Виница, како и да е. Ја бележиме првата шанса за тимот на Слога, тоа е 9-та минута, ќе имаат можност фудбалерите од Виница од слободен удар да го загрозат голот на Благојче Иванов. Со број 10 тоа е Бојан Иванов. Се спрема за шут. Таму се и Коцев и капитенот Иван Митров. Меѓутоа сепак ми се чини дека Бојан Иванов ќе го изведе тој слободен удар. 6 фудбалери во живиот зид. Коцев Иванов, сепак Иванов, шут во живиот зид. Неуспешен удар на Иванов и ја расчистуваат опасноста фудбалерите на Саса, тоа ќе биде аут за нив. Кој што ќе го изведе Христијан Стојановски по левата страна. Соколовски фаулиран. Соколовски фаулиран од Стојов, го признава фаул од Стојче Стојов. Тоа ќе биде слободен удар за екипата на Каменица Саса. Повторно Стојановски, левиот бек на Саса, ќе се обиде да ја уфрли таа топка во игра, тој го стори, комбинира таму со Донов, меѓутоа грешка. Грешка сега на фудбалерите на Саса. Со број 23 Даниел Иванов, десниот бек на Слога. Бујчевски со глава, меѓутоа расчистена опасноста со број 19, тоа е Божинов. Повторно Божинов. Греши Божинов. Аут за Даниел Иванов. Ево Иванов кон Бујчевски, меѓутоа премногу високо беше тоа. Дуков продира Дуков, меѓутоа осамене, нема помош од неговите соиграчи и лесно ја освојува таа топка фудбалерите на Слога. Иванов со една долга топка, непрецизен пас беше тоа. Сега дали ќе има прекршок? Не. Продолжува играта. Божинов, се борат играчите на двата тима на средината на теренот, меѓутоа еден од фудбалерите на Слога лежи на тревата и судијата Величков го прекина на преварот. Дали се работи за некоја посерност за повреда или сепак не? Ке интервенира и медицинскиот тим. Тоа е фудбалерот со број 23 Даниел Иванов. Дали ќе успее да го продолжи на преварот? Ке дознаеме, еве неговите соиграчи сигнализираат дека можеби е потешка повредата. Ќе видиме за кратко дали ќе го продолжи над преварот Даниел Иванов. Изменуваат 12 веќе минути. Најголемата шанса имаа фудбалерите на Слога кога по една грешка на одбранбените играчи на Саса дојдоа до 16-тникот, беше фаулиран Илиев, меѓутоа судијата досуди само слободен удар, беше тоа спорна ситуација. Судијата Величков досуди слободен удар, кој што потоа беше непрецизно изведен. Тоа беше единствениот сега засега интересен момент по овие 12 одиграни минути. Станува Иванов, ќе видиме дали ќе го продолжи на преворот. Тоа ќе биде топка за фудбалерите на Слога. Сепак не, мртва топка. Фудбалерите на Слога сепак ќе ја вратат таа топка кај играчите на Саса, но сепак не продолжуваат со играта.
Стојановски. Стојановски кон Донов. Донов шири од десната страна. Повторно Донов. Назад кон Марковски. Марковски кон Стојановски. Тој пас на Стојановски сега кон Дуков, меѓутоа ќе успеа да расчистат опасноста фудбалерите на Слога. Ми се чини дека повредениот Данил Ионов нема да го продолжи на преворот. Се заграва еден од фудбалерите на Слога Виница, ќе видиме кој ќе влезе во игра. А во меѓувреме комбинираат играчите на Саса некаде на средината на теренот. Божинов до Марковски. Марковски Ефремов. Еве го повторно Божинов. Иван Митров ја одзеде таа топка и ја исфрлува во аут за играчите на Саса. Продолжува мечот. Донов, Божинов, Ефремов не успеа и сепак лесен плен тоа за голманот Јовановски. Јовановски воопшто не брза. Долг дегажман на половината на екипата на Саса. Вучевски, Дигаловски, еве го Стојановски. Стојановски до Божинов. Божинов успеа таму да помине по левата страна кон Дуков. Марковски, повторно Стојановски. Дејан Марковски кон Соколовски, неуспешен пас беше тоа. И сега Велиновски шири по левата страна, меѓутоа непрецизен пас беше тоа со број 7 Трајчевски. Центар шут на Трајчевски и повторно отстранета опасноста. Отстранета опасноста. Видиме како ги заврши оваа акција. Повторно топката е во посет на фудбалерите на Саса. Стојановски по левата страна, доста активен во овие 15 на минути. Повторно Стојановски кон Божинов. Божинов, Стојановски, Марковски комбинираат фудбалерите на Саса пред голот, меѓутоа неуспешен последниот пас и фудбалерите на Слога ја отстрануваат опасноста. Излегува фудбалерот со 23 повредениот Данил Иванов, а на негово место Александар Пановски со број 7. Ја бележиме 16-та минута од мечот, значи во игра Александар Пановски на местото на Даниел Иванов кој се повреди. Продолжува на преварот. Благочо Иванов. Фаул. Фаул. Остар старт, меѓутоа судијата не досуди жолт картон, само со прекржок. Топка за екипата на Слога од Виница. Се чини дека Стојов се шали на повреда. Точно така станува. А топката е кај Иван Митров, капитенот на Слога од Виница. 40 на метри од голот на Саса. Без никакви проблеми за голманот Благоч Иванов. Ја смирува играта Иванов. За сега по 18 минути без некои посериозни шанси за гол. Се игра претешно на средината на теренот. Со број 9 тоа беше Едномировски, со глава, потоа Божинов, Стојов, Иванов, Митар Соколовски, аут за Слога. Аутот ќе го изведе Коцевски. Коцевски шири таму. Коцев.
Коцев кон Коцевски, меѓутоа неуспешен пас, ама сега и грешка на Стојановски. Иванов, Момировски, грешен пас на Момировски. Стојановски, повторно топката кај Момировски, сега неколку неуспешни додавања на фудбалерите на двата тима. Божинов успеа да ја освои таа топка, кон Ефремов на десната страна. Ефремов. И сега мисли че дека е фаулиран Дејан Марковски. Се уште не одлучил судијата Величков да досуди жолт картон. Тоа беше стартот по кој како покосен падна фудбалерот на САС од Македонска Каменица, Дејан Марковски, се уште лежи на тревата. Но сепак ми се чини дека настанува збор за некоја посериозна повреда. На преворот ќе продолжи по лекарската интервенција. За сега топката повеќе на средината на теренот. Остана Дејан Марковски. Се уште подкривнува, меѓутоа ќе го продолжи на преворот. Слободниот удар ќе го изведе Дарко Дигаловски. Дуков е таму во 16-тникот на слога, исто така и Митар Соколовски, да видиме што ќе направи Дигаловски. Висока топка кон Дуков. Соколовски успеа да стигне до таа топка, меѓутоа отстранета опасноста. Ево сега Момировски, грешка на Момировски, Донов, од десната страна Трајчевски, повторно Донов, неуспешен пас на Донов, топка за фудбалерите на слога, кон Бујчевски, се граде Бујчевски, меѓутоа ја губи таа топка. Ја губи топката Бујчевски, Дигаловски, Марковски, Виктор Марковски е тоа, кон Стојановски. Стојановски, Божинов, повторно Стојановски, Соколовски, Стојановски, повторно Соколовски. Добро комбинираат во овие моменти играчите на САСа. И сега грешно додавање на капитенот Митар Соколовски, тоа ќе биде аут за тимот на Слога. Во така 21-та минута од надпреварот, САСа Слога Виница 0:0. Иванов кон Момировски, повторно Иванов. Одише пас сега кон Бујчевски, на десната страна, што ќе направи Бујчевски. Дали ќе успее да изнуди таму корнер, сепак аут. Аут е тоа за тимот на Слога. Аутот ќе го изведе фудбалерот со број 10, Бојан Иванов, кој воопшто не брза. Иванов, меѓутоа лошо изведен аут, отстранета опасноста Божинов кон противничката половина, фаулиран Дуков од Богдан Велиновски. Слободен удар за тимот на САСа. Доста прекини на самиот старт од мечот. Нема некоја пас игра. Фудбалерите на САСа се трудат да ја преземат иницијативата, меѓутоа за сега не успеваат во тоа. Марковски, Донов, Дигаловски. Повторно ќе биде тоа топка до Виктор Марковски. Ево го Божинов, Стојановски, ќе стигне таа топка по левата страна, кон Дуков. Добри комбинации во овие моменти на играчите на САСа. Митар Соколовски, повторно Божинов, кон Ефремов. Шанса сега за Ефремов, пас меѓутоа непрецизно. Можеше и да шутира Ефремов, се одлучи на пас, меѓутоа Момировски не успеа да организира контранапад, веднаш ја губат топката фудбалерите на Слога Виница и повторно шанса за играчите на САСа да организираат нова акција. Донов, кон Ефремов, добар прием на Ефремов сега и добра топка кон Дуков, меѓутоа успеа Велиновски да ја прибере таа топка и да ја отстрани опасноста. Аут за фудбалерите на САСа. Сега Дејан Марковски ја враќа топката назад
Божинов префрлува кон Митар Соколовски, Соколовски, кон Стојановски, центар шут на Стојановски и шанса е тоа за Саса, меѓутоа не успеа Дуков да се снајде таму. Стојановски кон Божинов. Божинов доста активен во овие минути. Донов шири таму десната страна кон Трајчевски. Што ќе направи Трајчевски, центар шут и тоа ќе биде шанса за Саса. Голема шанса сега Дуков и не успеа Дуков. Не успеа Дуков. Бележиме шанса за тимот на Саса во 24-та минута. Дуков имаше изгледна можност, меѓутоа не успеа да стигне до таа топка и повторно грешат фудбалерите на Слога, меѓутоа успеваат во вториот обид да ја отстранат опасноста. И повторно нов напад на играчите на Саса. Сега ја преземаат иницијативата фудбалерите на Саса. Марковски ја губи таа топка и сега контранапад за играчите на Слога од Виница со број 8, тоа е Стојов. Ќе успели да ја стигне таа топка. Се жали на прекршок, токму така судијата досудува фаул и тоа ќе биде сега шанса за играчите на Слога од Виница кои во контранапад успеа да организираат добар напад и играчите на Саса направија прекршок некаде 20 на метри од голот на Благојче Иванов. Тоа ќе биде слободен удар за тимот на Слога од Виница. Единствената шанса која што ја има претходно играчите на Слога беше исто така во контранапад. Во стартот се чиповеше Стојановски, го фаулираше Стојов и судијата досуди прекршок. Како што кажав и претходно, значи фудбалерите на Слога Виница единствената шанса има исто така по грешката на еден од фудбалерите, одбранбените фудбалери на Саса, кога судијата повторно досуди слободен удар на 16 метри од голот на Иванов, а еве сега повторно шанса за играчите на Слога од Виница. Слободен удар. Иванов. Топката избиена со глава, меѓутоа се уште трае опасноста. Грешка на Иванов сега и што ќе биде тоа? Нема прекршок, нема прекршок. Со број 7 тоа беше Пановски кој падна, бараше пенал, меѓутоа судијата Величков не досуди пенал, продолжува на преворот, а во меѓувреме еден од фудбалерите на Саса лежи во својот 16-етник. Не можам да видам кој е тоа, меѓутоа беше ова спорна ситуација, фудбалерите на Слога бара прекршок за 11 метри, сепак Величков не досуди пенал. Еве таа спорна ситуација, таму е Донов и Пановски. Неуспешна интервенција, беше тоа недоразбирање. Донов го фаулираше Пановски, меѓутоа сепак судијата не се речи да досуди 11 метри за фудбалерите на Слога од Виница, така што резултатот останува 0:0 по 26 минути игра. 26-та минута, спорна ситуација во секој случај, меѓутоа резултатот останува непроменет, без погодоци 0:0. Фудбалерите на Саса ја имаат иницијативата, меѓутоа позрелите шанси ги има играчите на Слога од Виница кои на по неколку добри контранапади успеа да создадат неколку шанси. Стојановски сега ќе го изведе аутот по левата страна. Дуков ја бара таа топка. Токму така. И сега нема фаул. Нема фаул над Дуков. Продолжуваат фудбалерите на Слога со својот напад, со број 7 Пановски, нововлезениот играч. И сега фаул за Саса. Топка ќе биде тоа за тимот на Саса. Интересни ситуации имаше пред голот на Каменица Саса. Една спорна ситуација во која што сепак судијата Величков не се осуди да суди пенал. Иванов смирува таа топка, меѓутоа Брагуја губи. Стојановски. Повторно аут за тимот на Саса. Божинов ја препушта топката до левиот бек Стојановски, кој е задолжен за изведување на аут по левата страна. Еве го Божинов, Стојановски, повторно Божинов, до Соколовски. Соколовски ја губи топката, Стојов кон Иванов. Долга топка Иванов, сега да видиме шанса за Бујчевски. Ја прима таа топка Бујчевски кон Пановски, меѓутоа не успе Пановски. Донов реагираше и повторно напад организираат фудбалерите на Слога од Виница.
но брго ја губа топката. Трајчевски не дозволи таа топка да излезе во гол-аут до Дигаловски. Дигаловски организира напад за тимот на Саса. Долга топка повторно на половината на Слога од Виница. Ја губат топката фудбалерите на Саса и повторно ја освојуваат, бидејќи по само неколку паса не успеваат да реализираат напад играчите на Слога. Стојановски. Нема идеја Стојановски. Кондуков. Се бори Дуков, успеа да доведе топката до... Еве го Ефремов, сега шанса за Ефремов, шут кон голот и пречка Ефремов. Голема шанса за Трајче Ефремов, сега одлично реагираше и уште побаво шутираше, меѓутоа ја погоди пречката од голот на Слога и сега во меѓувреме и судијата досудува корнер за тимот на Саса, значи некој ја закачил таа топка. Тоа ќе биде корнер за тимот на Саса по левата страна. Марковски ќе го изведе тој корнер. Повеќе фудбалери во 16-тникот на Слога. Центаршут на првата статива, одстранета опасноста. Одстранета опасноста ја бележиме 29-та минута во која Ефремов ја имаше неголемата шанса за тимот на Саса, ја погоди пречката од голот на Јовановски, меѓутоа не успеа да постигне гол. Судијата досудува прекин, фаулиран еден од фудбалерите на Слога Виница. Еве го тој прекрашок, Донов фаулираше. Остар старт беше тоа на Донов, повторно Стојов лежи на тревата. И ќе продолжат фудбалерите на Слога Виница од својата половина. Велиновски. Напред се Бујчевски, Иванов и Пановски. Велиновски кон Пановски, таму со глава, кон Бујчевски. Дигаловски со глава успеа. И фаул на Бујчевски, тоа ќе биде топка за фудбалерите на Саса. Дигаловски. Долга топка на Дигаловски кон Дуков. Дуков со глава успеа да удри таа топка, меѓутоа го губи дуелот со Велиновски. Пановски, Митров. Фаулиран Митров. Фаул за Иван Митров, капитенот на Слога Виница. И сега по левата страна играчите на Слога Виница ќе се обидат да ја уфрлат таа топка на половината на Саса. Воопшто не брзат играчите на Слога. Ним повеќе им одговара овој нерешен резултат. Долга топка кон Бујчевски, Бујчевски со глава, корпулентниот Бујчевски, Дигаловски, Божинов. И прекрашок. Стојов прави прекрашок. Марковски, Виктор Марковски е тоа. Долга топка кон Дуков со глава, одлично кон Митар Соколовски, сега Соколовски со лева. Меѓутоа повторно топката сега до Соколовски, еве сега со десна нога ќе проба, меѓутоа не успеа ни со десна. И изнесуваат топката фудбалерите на Слога. Иван Митров, долга топка кон Бујчевски, непрецизно е тоа, Дигаловски, кој ќе биде неговото решение, кон Благојче Иванов. Иванов смирено. Шири по десната страна, Трајчевски ми се чини дека е тоа таму на десната страна. Ја губи топката. И Донов сега. На долга топка. Меѓутоа без никакви проблеми за
одбранбените фудбалери на Слога од Виница, кои ја расчистуваат опасноста. Повторно Митров. Пас таму кон Пановски. Успеа да ја стигне таа топка Пановски. Сега лошо беше тоа. Имаше и подобри решенија Пановски. Повторно долга топка кон Дуков. Се бори Дуков и прави фаул во напад. Не може саме 8 мене таму кон голот. Нема соработка од неговите соиграчи. Се бори со одбранбените фудбалери на Слога Велиновски и Коцев, меѓутоа сега нема некоја посериозна шанса Дуков. Неголемата шанса фудбалерите на Саса ја имаат преку Ефремов, кој успеа да ја погоди пречката од голот на Ѓорги Јовановски. Сега повторно прекина на преворот. Се жали еден од фудбалерите на Слога Виница на повреда. Доста прекини во прво полувреме, во тека 34-та минута. Многу прекини. Имаше неколку интересни шанси на обете страни. Остануваат уште 10 минути до крајот на првото полувреме. Ќе видиме и колку ќе продолжи судијата Величков по завршувањето на првите 45 минути. Се уште прекина на преворот. Повреда се жали Коцев. Станува. Ќе треба да го напушти теренот. Повторно ќе се врати. А голманот Јовановски ќе изведе тој слободен удар. Еве го Јовановски. Ќе упати долга топка кон противничката половина, кон Пановски со глава, кон Бујчевски, меѓутоа се плене тоа за одбранбените играчи на Слога, кои веднаш ја расчистуваат опасноста, меѓутоа ја губа топката. Стојов на средината на теренот. Повторно фулиран, овој пат од Дејан Марковски. Митров кон Стојов шири на десната страна кон Бојан Иванов. Иванов ја прима таа топка. Повторно Иванов се уште. Меѓутоа непрецизно. Имаше и подобри решенија Бојан Иванов. Се нудеше таму и на десната страна со број 17 Коцевски. Меѓутоа Иванов упати ниту шут, ниту центар шут и топката излегува во гол аут за тимот на Саса. Благоч Иванов ќе го изведе тој удар. Долг дегажман на средината на теренот. Дуков со глава ја освојува таа топка. Дејан Марковски. Донов кон Божинов. Опасно комбинираат таму фудбалерите на Саса. Меѓутоа успеваат да врзат неколку добри пасови и сега го префрлаат тежиштето на спротивната страна. Донов кон Виктор Марковски. Марковски кон Митар Соколовски, кој сам ја прима таа топка. Соколовски десно, одлично. Сега кон Ефремов, кој ќе биде неговото решение. Центар шут или шут? Не успеа таму Дуков да стигне. Тоа сепак беше центар шут на Ефремов, меѓутоа Дуков беше за малку краток и гол аут за тимот на Слога, односно за голманот Ѓорги Јовановски. Немаше многу интервенции Јовановски во досегашниот дел на преворот. Единствената шанса што има играчите на Саса, најсериозна, беше преку Ефремов, кој што ја погоди пречката од голот на Јовановски. Јовановски, гол дегажман. Дигаловски со глава. Еве сега топка кон Дуков, се бори таму со Велиновски. Велиновски избива таа топка во аут, без некои посериозни проблеми. Трајчевски на десната страна кон Донов. Божинов. Соколовски ја губи таа топка. Коцевски долго кон Стојов. Неуспешни пасови. Божинов
десно кон Ефремов, еве сега повторно Ефремов, се мести на лева нога, нема фаул, нема прекрашок, ќе можете да успеат ли да организираат контранапад играчите на Слога, сепак не, меѓутоа фаул. Фаулиран Бучевски. Иван Митров сака бргу да го изведе тој слободен удар, меѓутоа не дозволува еден од играчите на Саса, така што играта е смирена повторно. Да, сепак беше тоа прекрашок. Митров кон Коцев, Стојов, Илиев, Коцев, аут за Саса. Трајчевски го изведе тој аут, истната страна. Кондуков, неуспешен пас. Велиновски изфрла таа топка. Донов, се пробива Донов сега и фаулиран. Фаулиран некаде на 35 метри од голот на и првиот жолт картон е тоа на овој надпревар. Првиот жолт картон е тоа на овој надпревар. Не сум сигурен кој го дојде, дали беше тоа Иван Митров или сепак фудбалерот со број 9 е тоа Момировски. Тој го направи овој прекрашок. Како што кажав, слободен удар на 35 метри од голот на голманот Јовановски. Дејан Марковски е тоа. Ќе биде тоа центаршут. 6 фудбалери во зелени дресови во 16-етникот на Слога. Марковски, добар центаршут е тоа, меѓутоа одстранета опасност од Коцев. Повторно нов напад сега ќе организираат играчите на Саса. Благојчо Иванов, Донов, шири десно кон Трајче Ефремов. Ефремов кон Дуков, ја прима таа топка Дуков, меѓутоа бргу ја губи. Стојов, фаулиран Бучевски. Не, сепак не. Сепак нема прекрашок. Судијата Величков одлучи дека тоа не било фаул и тоа ќе биде аут за тимот на Саса, кој што ќе го изведе Трајчевски. Митров со глава. Пановски, Бучевски. И аут за тимот на Слобод Виница. Александар Илиев таму по левата страна. Комбучевски, Дигаловски поуспешен сега во дуелите. И сега прекрашок. Мислам дека тоа беше остар прекрашок и веднаш судијата без размислување покажува жолт картон. Тоа е втор жолт картон на овој надпревар за фудбалерите на Слобод Виница за доста краток период. 2 жолти картони, тоа беше Александар Илиев. Марковски, кон Стојановски, прима таа топка Стојановски по левата страна, кон Соколовски, меѓутоа неуспешен пас. Момировски пробува да го проигра Бучевски, меѓутоа Иванов успешно интервенира и топката стигнува сега до Виктор Марковски, Божинов, повторно Марковски, повторно Божинов. Добри додавања меѓу нив двајца. Дуков, Соколовски, повторно Стојановски, Божинов со лева, го префрла тежиштето на играта на десната страна, таму е Трајче Ефремов, оди кон голот Ефремов, дали ќе шутира? Шут, меѓутоа сепак еден од фудбалерите на Слога ја одби таа топка и таа ја излегува во нов корнер за тимот на САС.
Добра акција беше тоа на фудбалерите на Саса, брза неколку успешни додавања и Ефремов успеа повторно да шутира, меѓутоа корнер во 43-та минута. Активен Ефремов по таа деснокрилна позиција, со левата нога успева да зададе неколку удари кон голот на Слобод Виница. Еве сега нова шанса преку корнерот Марковски. Повторно на првата статива, се уште топката во посет на играчите на Саса, Донов, млако е тоа, Велиновски и сега избиват опасноста играчите на Слога. Стојановски ја враќа топката до голманот Благојч Иванов. Иванов воопшто не брза. Долг дегажман кон противничката половина, меѓутоа сега Момировски. Контранапад за фудбалерите на Слога, меѓутоа и тие не успеваат. Сега Божинов по левата страна. Еве го Божинов. Кон Донов. Сега Трајче Ефремов. Трајчевски не успеа да стигне таа топка до него. Повторно ја губат топката играчите на Слога. Им препуштаат простор играчите на Саса кои организираат нов напад. Последната минута од првото полувреме е во тек. Ќе видиме колку ќе продолжи четвртиот судија на надпревар. Видиме. Стојановски. Божинов. Донов. Ши там десната страна Трајчевски е тоа ми се чини. Кон Ефремов. Ја губи топката Ефремов, сега Иван Митров. Митров убаво шири по левата страна. Тројца на тројца, шанса е тоа за Слога, сега Бучевски. Не успеа Бучевски. Дигаловски пуспешен во овој дуел, не успеа Бучевски. Донов, сега пак тоа ќе биде шанса за тимот на Саса да организира напад. Долга топка, меѓутоа повторно непрецизна. Многу непрецизни додавања сега за сега на обете страни. Топката е во раците на голманот Ѓорги Јовановски, кој ќе ја префрли на противничката половина, доста висок денгажман. Стојановски и топката повторно во посет на тимот на Саса. Виктор Марковски. Кондонов. Донов бара решение. Дигаловски. И крај на првото полувреме во Македонска каменица по првите 45 минути Саса Слога Виница 0:0 без погодоци.